најави за денешните настани. Охрид и Крушево ќе спроведуваат прекугранични проекти со Албанија, поддржани од Европската Унија. Автопатот кон Охрид ја заобиколува стража, пробиени 17 километри. Државниот пазарен инспекторат со засилени контроли за новогодишните празници. Билјана Блажеска од Охрид го урива стереотипот дека жените се лоши возачи. Стив Витков и Путин утре ќе се сретнат во Москва. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по рекламите. Останете со нас. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Туристичките бисери во земјава, Охрид и Крушево, ќе развиваат одржлив и безбеден туризам. Охрид добива брод амбуланта, а Крушево поддршка за развој на туризам. Двата проекти, дел од ИПА-3 програмата за прекугранична соработка, ќе придонесат за заштита на природните и културните вредности. Планинската спасителна служба во Охрид добива брод амбуланта, станува збор за современо и опремено пловило кое ќе патролира во водите на езерото и ќе ја зголеми безбедноста на локалното население и големиот број туристи. Ова е една од активностите во проектите кои денес ги подпиша Министерството за локална самоуправа и општините во рамките на ИПА-3 програмата за прекугранична соработка на земјава и Албанија. Програмата е насочена кон два клучни приоритети, од кои едниот е заштитата на животната средина и подигнување на отпорноста на регионот, преку јакнење на капацитетите за справување со ризици, подобро управување со природните ресурси и унапредена заштита на заштитените подрачја. Овие видови проекти за кои дискутираме денес се оние кои ќе промовираат не само пријателство, туку ќе ви помогнат во интеграцијата во Европската Унија. Значи имаме долга историја на соработка преку границите, како што реков, заеднички економски предизвици, заштита на животната средина и социјална инклузија. Во Националниот парк Галичица ќе се воспостават екопатроли, а Крушево и Елбасан ќе развиваат одржлив туризам. Исто така од особено значење се и активностите поврзани со Националниот парк Галичица, каде што ќе се воспостават нови екопатролни тимови, кои ќе помогнат во спречување на нелегалните активности, шумски пожари и несреќи. Програмата овозможува пристап до експертиза и партнерства, стратешки инвестиции насочени кон туризмот, инфраструктурата и заштитата на животната средина, зголемување на социјалната кохезија и инклузија, поттикнување на регионалниот развој. Проектите имаат за цел да промовираат одржлив регионален развој и безбедност на заедницата, а вкупната сума е повеќе од 1,6 милиони евра. Автопатот кон Охрид ја заобиколува стража. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски објави дека автопатот Гостивар Букојчани се гради интензивно и дека 17 километри со кои се заобиколува популарната стража се веќе пробиени. Интензивни градежни активности на автопатот Гостивар Букојчани, дел од коридор 8 Долница Скопје Струга Охрид. Веќе 17 километри се пробиени со кои се заобиколува популарната стража, напиша Николовски на својот Facebook профил, каде објави и видео. Државниот пазарен инспекторат со засилени контроли во угостителските објекти во пресред на предстојните празници. Државниот пазарен инспекторат во пресред на предстојните празници и зголемен број прослави ќе спроведува засилени инспекцијски надзори во угостителските објекти со цел спречување на одредени нерегуларности во работењето и заштита на присутните гости. Угостителите да постапуваат совесно и да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивното работење, особено во делот на дозволениот број на гости, работното време, законот за заштита од пушење и сите други одредби апелираат од Државниот пазарен инспекторат, откаде што додаваат дека соодветно ќе реагираат за непочитување на законските обврски и ќе превземат мерки и санкции согласно законите. Ги повикуваат и граѓаните секоја неправилност да ја пријават во Државниот пазарен инспекторат на телефонскиот број 191 или на официјалната веб страна dpi.gov.mk. Билјана Блажевска од Охрид го урива стереотипот дека жените се лоши возачи. Возењето за неа е професионална определба. Таа ги поседува сите категории од А до Е, умее да вози автобус и камион. Своите вештини успешно ги пренесува на кандидатите за возачи како инструктор во автошкола. Инструктор по возење е одговорна и сериозна професија, бара љубов, труд и посветеност. Иако се уште преовладуваат стереотипите дека жените се лоши возачи, воzač-инструкторките во земјава кои ги има се повеќе, полека но сигурно ги уриваат. Таков пример е Билјана Блажевска. Во Охрид, жена со професионална кариера во светот на возачите, ги поседува сите категории од А до Е, умее да вози и автобус и камион. Денес таа смело ги обучува инните возачи.
со дипломата како возач, буквално се стекнуваш со една професија преку која можеш да заработуваш. Ги имам сите можни категории, А, Б, С, Д, Е и сите подкатегории. Најголемо задоволство ми беше, неколку автошколи имаат добиено лиценца за сите категории да вршат обука со мене. Значи, најголемо задоволство ми беше кога ме побараја преку Facebook воспоставивме контакт, пошто имам напишано на страницата моја дека сум инструктор за сите категории. Така. И ми пиша порака еден од газите од автошколите од Струмица. На почетокот размислував 250 километри оддалечено Охрид, Струмица, како ќе го реализирам сето тоа. Но таму ми дадоја и стан. Останав буквално цела година, буквално додека не добија инструктор, што ќе ги има сите категорија и бев единствено женско во цел град. Значи немаше женско во Струмица инструктор. Билјана вели, посебно задоволство е кога го пренесува своето знаење на младите, особено на оние кои сакаат да ја работат професијата возач-инструктор. Имав еден кандидат што буквално бараше мислење од мене на кој факултет да се запише. И па му викам сега, зависи од тоа ти што имаш желба. Имам желба да работам утре како тебе, вака како инструктор. Тогаш запишеш се на сообраќајен факултет. Така. Дечкото, буквално седев со таа група што беше со него, буквално седев со нив, учев, ги спремав и за тест. Башка што полигони градска беше моја должност да ги обучам. После, од кога положи, после 3 години, на вистина стана инструктор. Браво. А меѓу кандидатите мои што сум ги обучила има и доста што возат и такси. Билјана во еден период кога немала работа во автошкола работела и како такси возач во Охрид. Нејзината професија пријатно ги изненадувала патниците. Како ти текнало, демек ваква професија, ова не е професија за жена, од инструктор си дошла такси да возиш, што ти текнало или ова или она, такви работи, ама истиот тој патник мислима случајно полагал некогаш за возачка, ама никогаш не возел. И ми предложи после со негова собствена кола да му држам јас часови. Многу пати се сима случајно кога некој од патниците ќе побарат да му пратат некој поискусен возач, ќе ти пуштам изненадување и ме пуштат мене. Така, и стварно големо изненадување ќе речеа. Не очекувавме дека жена. И јас имам огромна желба една женска такси компанија да има кај нас во нашиот град. Професиите не треба да се делат на машки и женски, туку по стручност, одговорност и умешност да се работат, да се пренесе знаењето на новите кандидати на возачи, да научат да возат безбедно и да ги почитуваат правилата. Работна средба помеѓу полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Охрид и представници Здруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца околу повторните телефонски измами на претежно повозрасни лица за наводно случајни сообраќајни незгоди. На иницијатива на секторот за внатрешни работи Охрид денеска се одржа работна средба помеѓу полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР и представници од Здруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Целта на средбата беше размена на информации и координација околу повторните телефонски измами на претежно повозрасни лица за наводно случајни сообраќајни незгоди. При тоа полициските службеници укажаа на потребата Здруженијето низ своите активности, како и низ други форми, да врши поинтензивно информирање на своите членови за телефонските измами на претежно повозрасни лица за наводно случајни сообраќајни незгоди предизвикани од членови на нивните семејства. Во таа насока, Здруженијето на пензионери наскоро ќе организира трибина на оваа тема на која членовите подетално ќе се запознаат со начините и формите на вршење на кривичното дело, како и со постапките што треба да се превземат по добиено телефонско јавување. Целта е да се заштитат граѓаните од душевна болка, но и од барањата на сторителите да плаќаат пари за наводна помош при понатамошна постапка за членот на нивното семејство да биде ослободен од кривичен прогон. По средбата, полициските службеници на повеќе места во градот разговараа со повеќе граѓани и низ непосреден контакт ги информираа за појавата со телефонските измами, за напорите на СВР Охрид за пронаоѓање на сторителите и ги повикаа граѓаните на внимателни реакции при евентуално добиени известувања, апелираа да не наседнуваат на барањата за давање пари и итно да го пријавуваат секое вакво јавување во полиција.
Во пресред на манифестацијата Прличеви беседи 2026 година, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распиша конкурс за избор на најдобра беседа посветена на големиот поет и преродбеник Прличев на тема "По песната птиците се разликуваат". Тоа е едно од мислите кои Прличев често ја употребувал во своите беседи пред охриѓани. Со конкурсот кој го распишува 4-та година поред, библиотеката сака да го поттикне творештвото на младите луѓе да пишуваат креативно и да го збогатат својот израз. На конкурсот може да се пријават млади автори од 15 до 35 годишна возраст. Беседата не смее да содржи политичка, етничка и верска содржина, туку треба да носи универзална порока за мир, љубов, соработка и претходно да не е публикувана. Беседите до комисијата да се испратат исклучиво под шифра на следната електронска адреса rodnokrajniavtori@gmail.com најдоцна до 11 јануари 2026 година. На авторот на најдобрата беседа ќе му биде доделена парична награда од 9000 денари и признание со ликот на Прличев, а ќе му бидат врачени на манифестацијата Прличеви беседи, која ќе се одржи во февруари 2026 година во организација на Охридската библиотека Григор Прличев. 1 декември светскиот ден за борба против СИДА и неделата на борба против СИДА од 1 до 7 декември. Црвен крст Охрид го одбележува со низа активности во рамките на светската кампања под мотото "Едуцирај се, превенцирај ХИВ", СИДА, потенцирајќи го значењето и важноста од едукацијата и превенцијата во борба против СИДАта. Со цел подигање на нивото на свеста во јавноста за СИДАта и изразување поддршка на оние кои живеат со ХИВ, Црвен крст Охрид ќе реализира низа активности. Денес, волонтерите на Црвен крст Охрид низ охридските улици, кафулиња и јавни собиралишта, на минувачите, посетителите им ставаат црвени панделки како универсален символ за свеста дека СИДАта постои и како поддршка за оние кои живеат со СИДА. Делеа и едукативен материјал, кондоми и совети за превенција и заштита од ХИВ-СИДА. Во основните и средните училишта дистрибуирани се типизирани предавања со цел учениците во текот на неделата на борба против СИДАта од 1 до 7 декември да се запознаат со основните знаења за ХИВ вирусот, начинот на пренесување и заштита. Во текот на неделата на борба против СИДА планирани се интерактивни едукативни предавања и работилници со младите врснички едукатори во просториите на Црвен крст Охрид и во училиштата. Активностите организирани по повод светскиот ден и неделата на борба против СИДА имаат за цел да го свртат вниманието на јавноста за значењето на превенцијата и раното откривање на инфекцијата со ХИВ вирусот. Според Светската здравствена организација во европскиот регион 2 милиони луѓе се болни од ХИВ-СИДА, а во светски рамки бројот на инфицирани од ХИВ-СИДА е 37 милиони и 700 илјади возрастни и деца. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!